Доцни изградбата на експресниот пат Прилеп Градско. Според најавите патот требаше да биде готов оваа година во јули, а денеска пристигна ново ветување од владата, дека ќе бил готов идната година ова време. Патот е поделен на 3 делници: Градско Дреново, Дреново Фариш и изградба на трета лента на Плетвар таму каде што недостасува. Но ниту една делница воопшто не е при крај, а изградбата на трета лента на Плетвар таму каде што ја нема и проширување на патот Прилеп до Ленишки мост засега нема ниту во најава. Министерот за транспорт и врски не даде одговор кои се причините за ова доснење, ниту дали за тоа изведувачите ќе сносат пенали. Само се пофали дека како што сега се градело, тоа никогаш не било така. За само 2 години имаме преку 40% прогрес на овој пат, за да денеска дојдеме до 75% и нашите очекувања се дека со ваква динамика, со вакво темпо ќе го завршиме на почетокот или најдоцна до средината на 2024 година, со што ќе биде пуштен во употреба. Делницата Дреново Градско долга 15,5 км се гради со пари од европските фондови, а денес увид во градежните работи изврши и евроамбасадорот Девид Гир, кој истакна дека од 2007 година до денес ЕУ во Македонија вложила околу 500 милиони евра во разни инфраструктурни проекти, а многу повеќе пари и фондови ќе ни се отвореле кога ќе станеме членка на Европската унија. Пример, во Полска, Европската унија ја финансираше изградбата на повеќе од 1200 километри патна мрежа. Во Литванија 300 километри на железничка мрежа. Во Бугарија 400 километри на автопатна мрежа. И секој се прашува што значат сите овие цифри кои што веќе ги наведов. Тие значат повеќе работни места, подобрени животни стандарди, зголемена трговија и се распира поголеми деловни можности. Кога пак е во прашање Пелагонискиот регион, тука треба да се гради и автопатот Прилеп Битола, но и од тоа засега нема ништо, иако свечено беа поставени камен темелниците на коридорите 8 и 10Д, а компанијата Бехтел и Енка досега има добиено 167 милиони евра. Моментално се вршат геоменечките испитувања на делница Прилеп Битола, Тетово Гостивар, Гостивар до Кичево. Истовремено се подготвуваат и елаборатите за експроприација. Денеска или утре ќе бидат одобрени и сите проектанти за проектирање на сите траси и патните коридори. Инаку патот Прилеп Градско е единствениот пат кој што ја спојува источна и западна Македонија, освен ако се оди преку Скопје. Дневно тука поминуваат над 6000 возила.